и ќе прашуваме, и ќе стоиме тука. Нема да се повлечеме, се додека некој не излезе и не ја каже вистината. Затоа што ова не е борба за нашите деца. Ова е борба за тоа дали оваа држава ќе продолжи да молчи или конечно ќе почне да одговара. Ако институциите молчат, народот ќе зборува и нема да застане додека не ја дознае вистината. Вистина, правда и доверба побараа родителите на загинатите во трагедијата во Кочанската дискотека Пулс на 39-тиот марш за ангелите во Кочани. Со солзи потиштеност и длабока рана во душата, родителите велат дека и покрај нивното обраќање до институциите со доверба и почит, досега не добиле одговор на клучните прашања. Посебно посочуваат дека во обдукцијските наоди нема податоци за евентуално присуство на цијанид, иако тоа било директно побарано да се испита. Не бараме ништо повеќе од вистина. Се обративме институционално, со доверба, со почит. На што добивме? Ништо. Пред повеќе од 2 месеци пративме допис до Хемиски факултет и судска медицина. Јасно прашавме дали се направени хемиски анализи за присуство на цијанид. Прашање што не е техничко, туку суштинско. Прашање за тоа како и зошто умреа нашите деца. Во обдукцијските наоди тоа го нема. И затоа прашавме, ако не е испитано, зошто? Од Хемиски факултет добивме одговор. Тие испитале само материјал што горе, не и примероци од нашите деца. Не упатија до судска медицина, а таму тишина. Не административно доцење, не технички проблем. Тишина. Во исто време постојат сериозни наводи дека при пожарот се ослободувал цијанид. И ако тоа е точно, тогаш прашањето не е дали некој сгрешил. Прашањето е кој ќе одговара. Родителите нагласуваат дека не сакаат празни ветувања, туку правда, транспарентност и систем кој што ќе ги штити граѓаните. Велат дека маршот не е насочен против институциите, туку е потсетник дека тие постојат за граѓаните. Денес не сме тука да слушнеме уште ветувања. Тука сме да прашаме каде беше интегритетот кога не се проверувале условите. Каде беше одговорноста, не се преземале мерки. Каде беше нула корупција кога системот дозволи ризик што завршил со трагедијата. Ние не носиме пресуди, но не прифаќаме ни тишина. Не обвинуваме без суд, но не молчиме пред она што веќе е напишано. Не бараме правда на улица, но нема да дозволиме вистината да изгуби во процедури и одложувања. Бараме процес што ќе биде јасен, транспарентен и целосен. Бараме одговорност тама каде што постои сомнеш за пропуст. Бараме систем што ќе штити, а не ќе пропушта. Овој марш не е против институциите. Овој марш е потсетник дека институциите постојат за луѓето и дека мора да бидат посилни од сопствените пропусти. Денес можеби не сме многу, но доволно сме за да кажеме ова нема да се заборави. Ова нема да се затвори без одговори. Затоа чекориме за вистината да не остане само на хартија, за правдата да не остане само во планови, за зборовите конечно да станат дела, за никогаш повеќе ниедно дете да не стане бројка, 63 живота не смеат да завршат како системски пропуст. Инаку родителите на загинатите во дискотеката Пулс во Кочани најавија дека маршот за нивните, како што велат невини ангели, ќе продолжи се додека не се донесе вистинска правда.